250.535 евра е точната сума која наплатиле 6 македонски историчари од заедничката историска комисија со Бугарија. Од 2018 година наваму толку исплатило Министерството за надворешни работи на Драги Ѓоргиев, Петар Тодоров, Дарко Стојанов, Александар Литовски, Љубица Спасковска и Љупчо Ристевски. Ова можеме да го видиме според информациите објавени на алатката Отворени финансии. Најплодна година им била 2019-та. Тогаш членовите на комисијата во своите џебови ставиле 95.629 евра. Втора најуспешна година им е 2021, тогаш добиле 61.761 евро. Во пандемиската 2019 добиле нешто помалку од 36.000 евра. Најслаба им била 2018, кога се формираше комисијата, тогаш добиле само 26.157 евра. Сумата па која годинава ја добиле изнесува 29.548 евра, но последната исплата е во јули, па секако оваа сума до нова година ќе расте. Од членовите најмногу се офедил првиот човек Драги Ѓоргиев, добил речиси 86.000 евра, втора е Љубица Спасковска со 40.786 евра. На високото трето место антропологот Љупчо Ристевски со 40.083 евра. Четврти е Петар Тодоров со 39.916, на петтото место Александар Литовски со 22.614 евра. Најмалку пак се офедил Дарко Стојанов, кој добил нешто повеќе од 21.000. Испорачаниот резултат за овие пари е последниот објавен протокол од работата со бугарските колеги, каде е договорено заедничко чествување на светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. Така било одлучено, барем како што пишува во протоколот, бидејќи тие својата мисија остварувале во тогашна бугарска држава, а светската историја го познава Самуил како бугарски цар на бугарско царство. Исто така договорено именување на учебниците за петто одделение во Бугарија и шесто во Македонија, а при крај биле разговорите за седмо кај нас и шесто кај источниот сосед. Историчарите досега многу пати предупредуваат дека оваа комисија не е избрана по стручност, туку поради политички причини.